Ведноста на синдикалната минимална кошница за месец октомври оваа година изнесува 61.249 денари, но со изнајмен стан таа чини 76.624 денари, информираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Кошничката за октомври по новата методологија која изработуваме изнесува 61.249 денари. И претходно кога сме давали изјави, кажуваме дека ако минималната плата е 22.500 денари, тоа значи дека со 3 минимални плати не се покрива минималната кошничка, а да не зборуваме дека една минимална плата, без разлика на мерките кои што ги донесува владата и тоа, може се ублажи малку, но сепак една минимална плата е само за храна. Споредено со вредноста на синдикалната минимална кошница за септември, која изнесуваше 61.306 денари, таа е намалена за само 57 денари. Зошто? Тоа се должи на алчноста и на едните и на другите, не можеме да ги двоеме, бидејќи ако одредена цена е многу повисока набавна, која што им доаѓа во маркетите и ставате маржа од 10%, не значи дека тоа е некој износ кој што може да ги задоволи потребите на граѓаните, бидејќи ако одредена цена е енормно качена како производ кој што доаѓа во маркетот, тогаш веќе гледаме дека и онака со нискиот стандард работникот не може да си приушти да купи она што мислам дека би требало да го има во секојдневието како основен продукт за храна. Според синдикатот, цените треба уште да се намалуваат, а нивното зголемување нема никаква поврзаност со економската логика. Цените треба да паѓаат, бидејќи нема економска логика, затоа што, како и пред малку што реков, во овие покачувања и овие бурни времења гледаме само дека и по самите извештаи кои што ги даваат, колку дивиденда делат и колку имаат добивка сите овие трговски фирми, кои што пред некој ден излезе и статистика кои од големите маркети веќе имаат и колка заработувачка, а сето тоа на сите овие манипулации кои што се вршат со цените кои што доаѓаат дали во маркетите или обратно каде што се уште немаме такви податоци, која фирма која што произведува, тоа најверојатно ќе имаме понатаму. Од Сојузот на синдикати на Македонија сметаат дека при креирањето на мерките владата треба да го вклучи синдикатот за тие да бидат подобри, имајќи предвид дека во последната мерка 47 категории на производи од 70 беа превземени од синдикалната минимална кошница која ја подготвува ССМ.